Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Аријанит Хоџа очекува решение и позитивен исход со тутунарите и откупувачите. Во однос на досегашниот тек на откупот оцени дека има две вистини. Треба да ја најдеме средината на една вистина и мислам дека ќе има поместување, изјави Хоџа денеска по промоција на велосипедско-пешачката патека од село Ваташа до Моклиште во општина Кавадарци. Министерот повтори дека има огромно разбирање за барањата на производителите, но воедно потсети дека им ги посочил своите забелешки за нивниот пристап при предавање на тутунот. Можам да кажам една работа, дека имавме договор од петокот, дека до денеска треба да направиме пресек како ќе се одвива и како се одвива откупот. Но бидејќи во понеделникот откупот лошо почна од страна на откупувачите, ние повторно на состанокот со производителите во вторникот одлучивме паралелно да тече откупот за да имаме пресек и да знаеме како точно се одвива, а тие да ги продолжат протестите. Очекувам дека ќе најдеме решение како треба да се одвива целиот процес. Очекуваме позитивни резултати, рече Хоџа. Од понеделникот, откако беа отворени откупните компании, а тутунарите ги ставија протестите во мирување, повторно во вторникот почнаа со изразување на револтот, откако што велат лошата откупна цена. Воедно бараат и укинување на четвртата класа на тутун, затоа што сметаат дека на тој начин ќе дојде до поголема просечна цена. Денеска повторно протестираа и тутунарите во Струмичко Радичево. Просечната откупна цена на тутунот досега се движеше 150 до 160 денари, што е скоро половина помалку од просечната откупна цена по која што се продаваше жолтото злато минатата реколта.